Благодарам, подпредседателка. Почитувана колешке, исто и како останатите колеги од опозицијата, така и вие, не знам со какви аргументи зборувате дека буџетот за 2026 година не бил со развојна компонента. Па наместо да критикувате и да користите само едни исти фрази, треба овде од оваа говорница да застанете исправено и конечно да ја објасните на јавноста зошто ја донесовте Република Македонија до ова дереже како што е сега. Почитувана колешке, во секоја општина сте драстично поразени затоа што граѓаните јасно ви пресудија за вашето несовесно, недомајкинско и хаотично работење. Ги излажавте студентите за ваучерите, им ветувавте, но кажавте накрај дека немало пари за студентите. А сега може да има пари. Оваа влада ќе додели 55.000 ваучери, досега доделени се 33.682 ваучери со вредност од 15.300 денари, затоа што знае дека младите не се статистика, туку се приоритет во оваа држава. Велите дека се појавува дупка во пензискиот фонд. Па вие ги излажавте пензионерите. Во ваше време им велевте на пензионерите дека пензиите максимум можат да пораснат 180 денари годишно. 180 денари за цела година. Па со тој ваш раст можеа само кафе да си купат тогаш пензионерите и тоа ако е на акција. А денес, со сериозна одговорна политика, пензиите се зголемени 7.000 денари за година и пол. Во овој буџет предвидени се 116,8 милиарди денари и раст од 9,7%. Сега веќе ќе има пари, ама затоа што некој се залага за рационално да бидат распределени средствата. Тогаш немаше, затоа што ги трошевте парите. 7 години ја формиравте буџетската каса од народни пари. И што направивте? Ништо не направивте. Извинете, грешам, направивте едно нешто. Ги направивте граѓаните должници. Направивте огромни долгови за проекти кои јавноста никогаш не ги виде. Плаќаме и ден денес камати за ваши нереализирани фантазии наречени капитални инвестиции. И сега доаѓате да држите лекции за развој. Па вие сте последни што имате право да зборуваат за развој, затоа што 7 години развивавте само една работа во државава, ја развивавте дупката во државниот буџет. А ние покажуваме дека кога се работи совесно и домајкински има пари за студенти, пари за пензионери, пари за капитални проекти и пари за стабилен раст. Кога следен пат ќе зборувате за буџет, земете прво погледнете